Дојдов во Виница за да дадам отчет што сработив во изминатите 5 години, но и да понудам нова програма со која барам поддршка повторно да станам ваш председател. За овие 5 години се работеше многу и напорно, затоа што светот го зафати голема криза од 2008 година. Во такви услови во Македонија се постигна многу, рече на митингот во Виница кандидатот за председател од ВМРО ДПМН Ѓорѓе Иванов. Според него, пораснала економијата, пораснале платите, субвенциите и пензиите, а единствено што опаднало била невработеноста. Пред виничани, Иванов рече дека политиката не се мери по убави зборови и празни ветувања, туку по отворање нови работни места. Привлековме речиси 2 милиарди странски инвестиции. Тие инвестиции се секаде околу вас, можете да ги видите. Се инвестира во се во Македонија. Така Македонија расте во височина, се гради Македонија. Се ставаат услови младите да живеат, да останат во Македонија. И колку што можеме од оние кои се иселиле кога биле лоши услови во Македонија, да се враќаат. Затоа се издвоени 500 милиони евра за субвенции за земјоделието во последните години. А земјоделието само минатата година ги врати тие пари затоа што извозот на земјоделски производи од Македонија само минатата година беше 500 милиони евра. Така се работи за Македонија. Иванов рече дека се градат нови патишта и инфраструктурни објекти, се создаваат услови за да се привлечат нови инвеститори. Затоа австриската текстилна компанија Текспорт ќе отвори својата трета фабрика во Македонија токму тука во Виница. Тоа ќе значи 200 вработувања за виничани. За ова текстилна компанија добиени се сите градежни дозвол и изградбата ќе почне во јуни. Тука исто така продолжува со компанијата Мак Прогрес, која учествува во инвестициите и со изградба на нови капацитети. И се очекува уште 80 луѓе од Видица да се вработат. Така успева Македонија. Председателскиот кандидат на ВМРО ДПМН рече дека во изминатите 5 години давал огромна поддршка за културата, образованието и спортот, а ќе продолжи да ја поддржува науката и младите лидери. На митингот во Виница говореа и Павле Трајанов од Демократскиот сојуз, Малиша Станковиќ од Социјалистичката партија, како и министерот за здравство Никола Тодоров и пратеникот Владко Ѓорчев.